Драги мои пријатели покрај малите екрани, добро утро, добро утро, добро утро. Јас сум повторно во мексиканскиот ресторан Амигос, во градскиот, во градскиот буквално центар, не градскиот трговски центар, туку градскиот центар, центарот на градот Скопје, на улица Македонија, број 11. Лесно за наоѓање, посебно за гурмани како мене, за луѓе кои што раскажуваат гурмански приказни и сакаат и вас да ви пренесат знаење за гурманската култура, за културата на добрата храна, која што ја имаме во Македонија, а за жал многу малку ја промовираме и многу малку зборуваме за тоа. Но да не должам многу, со нас е повторно Звонко, младиот маестро од кујната на ресторанот Амигос. Како си, Звонко, во утро? Добар. Добро. Што ќе подготвуваме денеска? Денеска подготвуваме еден лесен рецепт. Лесен? Рецепт кој што се вика чокофрита. Чокофрита, ја имам многу чокофрити у мене, не зафркавај, лесен, не е лесен. Тој е благ рецепт. Благ рецепт. Ете така. Значи исто добро познат во Мексико, се јаден, значи. Тоа значи ни треба милка чоколада. Ни треба чоколадо. Било каква чоколада, чоколада. Така. Значи по 4 коцки. Имаме 2 тортилји. Имаме фолија и ќе направиме мал сос. Темно, сосо темно чоколадо и ова мислам дека е путер. Да. Так, путер. Значи, еве вака, тортиљите се виткаат како пирошка буквално. Чоколадото се витка во тортиља. Тортиља, да. Потоа се става во фолија. Фолија, ја затвараме фолијата во. Многу интересно. Навистина многу интересно. Многу брз рецепт. Ова мене не би ми дошло на ум, а го фаќам во рака, нели како што е по стандардите, јас не допирам ништо во кујната, само заради тоа што е во фолија и затоа што ќе влезе во врело масло. Мора да биде во врело масло, значи, да не го оставаме. И го пуштаме уште малце, значи да се затопли. И го пржиме преку фолија. Преку фолија. Ова е единствен рецепт што се пржи преку фолија или има и други рецепти? Има и други рецепти. Се прават ли солени работи преку фолија? Се прават бананите со цимент, значи се сложи исто во фолија. Значи ја спремаме со сладолед. Ова е некој готвачки, буквално некоја готвачка тајна ова готвење во фолија. Едноставно ти дома се обидуваш, пржиш и никогаш не искача, а што се случува, готвачот едноставно го ставил во фолија. Колку време ќе му треба да се испржи? Па ќе му треба околу 5 до 6 минути. Добро. Ако е доволно врел зетина. За тоа време ја и ти ќе правиме муабет или ќе готвиме нешто? Ќе готвиме и ќе спремаме мал сос, значи за прилив како. Добро, кажавме. Да. Чоколадо тоа можеш веќе и на. Во друга тала, значи земаме путер. Ставаме путерот. Земаме од чоколадото за готвење. Така. Неколку коцки. Значи го кршиме. За да направиме сос. Одлично. Значи ова ни е пуштено. Чекаме само да се истопи. Ова мора да го свртиме малце. Значи, вака. Не е жешко. Не е жешко и не е проблем да се заврти и со рака. Да. Значи, земаме малце лажичка. Чоколадото треба да се истопи. Значи да се стопи буквално со путерче. И да се соедини со путерче. Како што кажав, значи 5-6 минути беа доволни за овој десерт да се испржи. Добро. Тавата. Вадиме на посебна чинија, само за да ја отвориме. Одлично. И чоколадото веќе ни е скоро готово. Еве во тој момент, че до кој степен треба да биде испржено. Така. Со фолијата исто така го заштитуваме од мрсни. Од маста, така. Од маста. Ја вадиме чокофритата. Да. Че ја сервираме на чинија. Значи колку точно рековме, колку минути се пржи? 2 до 3 минути. 5 до 6 минути. 5 до 6. Или значи може да чепнеме со нешто, ако е тврда, значи тоа ше готово. Коричката ако е тврда. И сега? И со ова сосот што го спремивме, значи од путерот и чоколадото. Ево го. Така. Може да го видиме. Така да можат нашите гледачи убаво да видат, да регистрираат. И само поминуваме. Значи нели треба го стимулираме оној нагон за добра храна. Колку добро изгледа. Значи со ова завршуваме просто едноставно. Значи ова е тоа
јадење кој што се вели чоко фрита, кој што се користи во мексиканската кујна и кој што сите оние кои што доаѓаат во вашиот ресторан напросто го обожаваат, а тука сум и јас еден од тие кои што сега буквално во одјавата ќе го конзумирам и ќе се обидам да ви го пренесам вкусот колку што е можно. Јас сум познат дека сум речит човек, но дефинитивно вакви изворедни работи кои што ги прави Звонко во ресторанот Амигос тешко се објаснуваат, тешко се раскажуваат, значи потребно е да го пробате и вие или барем да се обидете да го направите. Се гледаме повторно на одјавата. Чао! И тука сум на прекрасната тераса, буквално внатре во ресторанот Амигос. Ке си пробам чоко фрита. Ве поздравувам сите вас покрај малите екрани. Ова е навистина феноменално. Се гледаме. Чао, Амигос!